Почитувани, добре дојдовте на редовната пресконференција на ВМРО ДПМН. Денеска ќе имаме една пресконференција по која што ќе може да поставите прашања. Почитувани, бројот на нововработени административни службеници во 2018 година во однос на 2017 година е зголемен за 3300 лица. Ова е информација од власта. Сушност СДСМ признава дека лани секојдневно е полнела администрацијата со нови 13 нововработени на дневна основа. 3300 се нововработени на ново отворени работни места, не земајќи ги предвид работните места во администрацијата кои се пополнуваат по пат на заминување во пензија или отказ од работното место на некој несрекник во администрацијата. Нововработените јавни административци ја чинат државата над 1,3 милиони евра месечно, односно 15,7 милиони евра на годишно ниво. И тоа не е се. Преку агенциите за привремени вработувања во администрацијата се ангажирани дополнителни 2439 лица, што значи вкупната бројка е 3800 нови административци. Се извинувам, 5800 нови административци. И тој број, да подсетиме, и денеска расте секојдневно со нови огласи, како оној што го потврди и македонската царина по пресот на ВМРО ДПМН пред некој ден. Во едно соопштение предходно, власта вели дека биле отворени илјадници работни места и дека со тоа ја намалуваат стапката на невработеност, со редовната флоскула враќање назад нема. Епа, почитувани, нема поголема потврда за партизацијата, за непотизмот, за злоупотребите на администрацијата, за купувањето поддршка од тоа власта да ги потврди сите представки на опозицијата за полнењето и партизацијата на администрацијата. Почитувани, враќање назад нема, но нема враќање на иселените кои секојдневно бегаат од ваквата партизација и непотизам што го спроведува СДСМ. Се вработуваа во администрацијата со проектот Мрежа. Непотистички се вработуваа и мајки, и керки, и синови, и баџанаци, напратеници, партиски функционери, гласноговорници, подржувачи, и тоа во администрацијата, во која платата е или екстремно повисока од просечната, како случајот во МНФ, или се ставаа заменици директори и нивни кабинети во администрацијата, која и така се бори за здив, но дури и во македонски железници, каде доснат платите и ова јавно предпријатие го тресат протести и штрајкови. СДСМ која што обвинуваше за трома, преобемна, партизирана администрација, која ветуваше дека ќе ја намали администрацијата, дури и дека ќе ја продава на приватниот сектор, сега ја користи само и само за обид за задржување на гласачкото тело. Така е тоа кога нема инвестиции, нема реализација на сопствениот буџет, нема развој, нема нови фабрики, нема нови капацитети. Еве ќе се сртам и ќе посочам на тоа што им стоеше во програмата. Вели јавна администрација за граѓаните, која била, според тоа што го велеше СДСМ, сервис за згрижување на партиски кадри на власта и систем за избор на корупција и клиентелизам, што создало и довело до целосно партизирана, често нестручна и неефикасна јавна администрација, па вели се напредува само по партиска заслуга и така натаму, што веројатно им стоело како програма што треба да се направи, а некако опис на она што било од претходната власт. Почитувани, се стои, само администрацијата се трупа. Не е важно каде, важно е да се вработат во администрацијата. Толку од вербата во растот на економијата и професионална администрација. Тоа е резултат на работата на СДСМ и потврда на оценката 0 за македонската економија со СДСМ. Почитувани, раст на економијата, раст на нови работни места, истовремено и паѓање на бројот на ново вработени во администрацијата и секако падна нејзината атрактивност и најболното, нели, намалување на екзодусот на македонската работна сила е невозможно со СДСМ. Невозможно, бидејќи тоа е невозможно без правна држава, без право и правда. Граѓаните се желни за право и за правда и ќе и пресудат на оваа власт, прво на председателските, а веднаш потоа и на предвремените избори. СДСМ паѓа
залуден е подкупот со гласовите на со нови вработувања, залуден е криминалот на оваа власт. Граѓаните се за правда за Македонија и тоа ќе го покажат на власта на председателските избори. Ви благодарам.